неудамна бевме сведоци на да кажеме, репетитивен случај на пирамидално штедење, односно како се вика, Грок и Конти претходно. Ужас, значи едно лице кое што претходно е соодветно едуцирано, нели, која е врската помеѓу ризикот и повратот и кои се регуларните можности за инвестирање или за штедење, никогаш нема да се одлучи на таков избор, затоа што мислам тие платформи нуда, ако добро се сеќавам, 150% заработка за еден месец на вложените средства. Пирамидалното штедење не е ништо ново, нели го имаме децении наназад и добро ни е познато во Македонија, за жал, меѓутоа и во многу други земји во светот. Оно што е новитет е начинот на кој што се спроведува преку интернет платформи. Лица кои што имаат основна финансиска едукација, значи пред се ќе го изанализираат ова на правилен начин,